Концесионерот Евромакс Ресурсис и активистите од Здрава Котлина постреферендумски повторно се позиционираат во рововите за и против изградбата на рудникот за бакар и злато и ловица штука. Првите на средба со новинарите зборуваат за рудникот како рудник на можности и отфрлаат тезата дека ќе ја загади животната средина. Некористењето од цијанид и само физичката обработка на рудата, која потоа ќе патува за Бугарија, се дел од нивните аргументи. Проектот е изработен од домашни меѓународни експерти и професори и е во согласност со сите македонски закони, најдобрите практики со светските и ИО стандарди. Нашите мерки за минимизирање на негативните влијанија врз здравието и животната средина вклучуваат никакви испуштања во локалните води, контрола на прашина на сите патишта за да се осигура дека не постои загадување, постојана контрола на водата и воздухот, употреба на соодветна геотекстилна мембрана во хидројаловиштето, максимално реискористување на водата во процесот на флотација, проектиран насип на хидројаловиште отпорен на земјотреси, подобрување на водоснабдувањата на домеќинствата во Идловица и во Штука, програми за инвестирање во заедницата, рехабилитација на локацијата по затворање на рудникот и формирање на тело за независен мониторинг за да ги исполниме овие ветувања. Според главниот извршен директор и еден од основачите на фирмата Аусенко, технологијата која ќе се гради во рударскиот комплекс е идентична како онаа што ја поставиле во над 60 вакви постројки ширум светот во последниве 3 години, кои, како што рече, немаат негативни последици по здравието. Она што ние го правиме се најдобрите практики, најдобрите технологии во начинот на преработка на рудата. Она што го правиме и на другите локации е тоа што работиме со локалните жители и нивно максимално вклучување како работна сила. Вршиме обуки на работниците за безбедно работење. Во меѓувреме повторно се активира и активистите на Здрава Котлина. Во соопштение до социјалните мрежи велат дека останале тивки за време на референдумот за да не бидат, како што велат, злоупотребени во политички цели. Според нив, малата излезност на жителите од општина Босилово и Новосело, во чиј атар се наоѓа рудникот, го покажува расположението на граѓаните по ова прашање. Граѓаните испратија директна порака до владата дека не прифаќаат да бидат злоупотребувани советувања кои не се исполнуваат или да се манипулира со нив. Југоистокот ја казни и претходната влада за проблемот со рудниците, а Новосело и Босилово јасно ставија до знаење дека по ниедна цена не сакаат рудник и му порачуваат на премиерот дека мора да си го исполни ветувањето за запирање на рудниците. Посебно, затоа што сите знаеме дека Евромакс Ресурсис се надвор од законот веќе 2 години и се уште функционираат неконтролирано, а студиите им се полни со недоследности, зашто нема одговори или се кријат за титули кои пак се вадат на околности или незавршени процеси. Сумарно кажано, ништо не е завршено како што треба, но тоа не ги спречува да манипулираат со 102,5% сигурност. Што да кажеме за резултатите од локалните референдуми од пред 1 година. Од денешен агол и дистанца, со толкава излезност, каде повеќе од 95% се изјасниле дека се против рудникот и ловица штука, тогаш е повеќе од јасно дека рудникот треба да се затвори без одлагање. Се вели во соопштението на социјалните мрежи. Владата од почетокот на годинава побара од Министерството за економија да провери дали концесионерот навреме ја доставил целосната документација. Од Евромакс се децидни дека нивното присуство во Струмичко ќе биде од бенефит за локалното население и за Македонија. Во таа насока одат нивните тврдења дека овој проект, кој ќе чини близу 343 милиони евра, е најголемата инвестиција во државава во последните 25 години. Преку неа, велат од Евромакс, бруто домашниот производ ќе порасне за 3%, а компанијата директно ќе вработи 500, а индиректно околу 2700 луѓе, преку ангажмани за добавувачи и подизведувачи.